Околу 1/3 од светските дијаманти се ископани во Русија од државната компанија Проса, со што Кремљ профитира повеќе од $1 милиарда годишно. На самитот на Г7 во мај, членките разговараа за воведување забрана за руските дијаманти. Сепак, незиното спроведување нема да биде лесно. Речиси сите дијаманти во светот се сечат во градот Сурат во Индија. Во случај на руски необработени дијаманти, ако тие се полирани во Индија, од гледна точка на американските регулативи, тоа се индиски дијаманти. И поради тоа, тие веќе не се руски. Процесот Кимберли, воведен во 2000 година, донесе следливост за необработени дијаманти, за да се спречи профитот да потикне конфликт. Но тоа не се однесува на полираните дијаманти. И системот е погрешен, вели Голан. Прашањето беше како процесот Кимберли се однесува на парцелата што ќе има груби дијаманти од повеќе потекло. И решението беше, ајде само да го ставиме мешано. Така, сега ако имате парцела што е целосно руски дијаманти, но еден дијамант во неа доаѓа од друга земја, сега тоа е мешана парцела. Не сите ја поддржуваат предложената забрана. Делегација на Г7 минатата недела отпатува во Индија, за да побара незина соработка. Но Нью Делхи е скептичен, вели Голан. Прво, без производството на руската фирма Алроса, тие ќе изгубат 1/3 од глобалното производство што доаѓа. Второ, Индија генерално не сака да се приклучи на санкциите кон Русија, бидејќи нивната глобална политика е различна од оние на САД и Европа. Европската унија во мај ги представи плановите за глобален систем за следење и спроведување, за да ја исклучи Русија од пазарот од 2024 година. Руските дијаманти не се вечни. Според плановите на Европската унија, за дијамантите ќе се издава сертификат кој може да се проверува во трговски центри во светот. Сепак некои стравуваат дека системот може да се врати во спротивно. Веројатно повеќе нема да минуваат низ Антверпен. Оваа голема трговија само ќе се пресели во Дубај и од Дубај во Индија или директно во Индија, типично земје кои нема и веројатно никогаш нема да воведат санкции кон Русија. Други играчи во индустријата се залагаат за помалку технолошки систем за сертификација заснова на доверба, што би го олеснило усогласувањето со помалите рудници за дијаманти во места како Демократската република Конго. Деталите за предлозите на Г7 се очекува да бидат изнесени во наредните недели.